Людмила Костадинова е иницијатор за каменувањето на Македонскиот културен центар во Благоевград. Нападот не е вандалски чин, тврди, ама немало друг начин да го искажат револтот од тоа како македонските власти се однесувале кон бугарите на граничниот премин Деве Бајер на 4 февруари, а официјална Софија на тоа молчала. Костадинова инаку кандидатка за градоначалник на Благоевград во двата последни изборни циклуси и уште двајцата кои помогнале во каменувањето, Станислав Илиев и Николај Иванов, за бугарските медиуми потврдија дека се пуштени од притвор без пријава, а направената штета на клубот ја платиле со пари собрани од жителите на Благоевград. Аз сум иницијатора на случилото се во Благоевград. И не, това не е вандалски акт. Од начина по којто български граждани, респективно државата, бяха унижени од страна на македонските власти. Од непрекъснатите репресии, които се упражняват там върху, ще ги нарека, македонските българи. И не на последно място од вялото фактическо бездействие на българските власти. Кога всъщност решихте да атакувате с камъни клуба? Същия ден кога? Същия ден, да. Къде бяхте? Аз имах желанието и дадох идеята и тръгнах реално сама. Хората, които виждате до мен, просто ме подкрепиха. Това са мои приятели, които не ме оставиха да отида сама. Нито Костадинова, нито соучесниците во нападот не се каат за стореното. Символичен акт било каменувањето со цел да му покажале на бугарското општество дека се уште постојат будни бугари. Не може да се сета дали всички сме фърляли камъни, но както каза госпожа Костадинова, тя хвърли, тя щупи витрината. Двајцата напаѓачи, и Илиев и Иванов, се вработени во општинското предпријатие озеленување во Благоевград. Градоначалникот Илко Стојанов вчера иронично изјави дека ако се докажала вина ќе ги казни вработените што фрлале камења на македонскиот клуб, како што Скопје ги казнува цариниците и полицајците. Македонскиот клуб во Благоевград беше вандализиран вечерта на 4 февруари, кога во Скопје се чествуваше 151-та годишнина од раѓањето на великанот Гоце Делчев.